Почитувани ученици, јас сум Лидија Ристевска, професорка во Средното стручно училиште Ѓорче Петров во Прилеп, професорка по македонски јазик и литература, и во продолжение ќе имате можност да видите една видеопрезентација за видеолекцијата од модуларната единица наука за јазикот или по-конкретно општење, комуницирање, видови комуникација и јазикот како систем знаци. Впрочем, пред да продолжиме со видеопрезентацијата, најпрво треба да го објасниме поимот општење, односно комуницирање. Да видиме што подразбираме под поимот општење, односно комуницирање. Под општење подразбираме комуницирање, соопштување, изложување, односно меѓусебно действување за да се пренесе некоја информација со помош на знаци. Значи, потребни ни се знаци за да можеме да оствариме комуникација. Иначе, комуникација во вистинска смисла на зборот може да има само меѓу луѓето и само во случаи кога има потреба да се пренесе некаква информација. Меѓутоа, во процесот на пренесување на тие информации, луѓето најчесто користат најразлични начини за комуникација. Ќе спомниме некои од нив, например, со движење на очите или устните, со движење на разете или главата, преку изразот на лицето и слично. Да, комуницираме на ваков начин, бидејќи движењето на главата од човечкото тело може да покаже дали ние потврдуваме или негираме некаква информација или некаква состојба. Изразот на нашето лице може да каже дали сме ние среќни или тажни во конкретниот случај. Тоа се начини на комуницирање. Меѓутоа, почитувани ученици, најсовршен начин за комуникација меѓу луѓето е јазикот. Јазикот е средство за комуникација и тоа најсовршено. Во пренесувањето на информацијата, јазикот има предност над сите други средства, бидејќи овозможува пренесување информација и во ситуации кога учесниците во комуникацијата просторно се оддалечени едни од други. Типичен пример за тоа сме ние, јас и вие. Во конкретниот случај комуницираме, иако сме просторно оддалечени едни од други. Постојат повеќе видови на комуникација. Знаците се делат на сигнали и символи. Според овој критериум разликуваме сигнална и символична комуникација. Подолу во видеопрезентацијава ќе имаме можност да ги објасниме сигналите и символите. Меѓутоа, постои комуникација со учество на говор, која што се вика вербална комуникација, и комуникација што се остварува преку мимики, гестови, интонација и слично. Таа се вика невербална комуникација. Значи, оваа комуникација меѓу вас и мене е вербална, бидејќи се остварува со помош на говор. Според начинот на кој се пренесува информацијата, комуникацијата може да биде еднонасочна. Што значи тоа? Тоа значи дека примачот ја прима информацијата, но нема можност да возврати. И заемна, тоа значи дека примачот на информацијата има можност да возврати. Оваа комуникација меѓу вас и мене е еднонасочна, бидејќи вие, како примачи на информација, во моментов не можете да ми возвратите. Ако оваа видеопрезентација беше во училница, тогаш нашата комуникација ќе беше заемна. Вие ќе имавте можност да поставувате прашања што се тесно поврзани со видеолекцијава што ја презентираме. Ако комуникацијата се пренесува директно, без користење на технички средства, тогаш користиме непосредна или директна комуникација. А ако користиме технички средства, телефон, компјутер и слично, тогаш користиме посредна комуникација. Комуникацијава меѓу вас и мене е посредна, бидејќи се остварува со помош на компјутер. Ако таа комуникација беше во училница, тогаш ќе беше непосредна,
директна, заемна и вербална. Почитувани ученици, на овој слайд имаме можност да го разгледаме јазикот како систем од знаци. Јазикот е систем од знаци што се употребува како средство за општење меѓу луѓето. Значи, уште еднаш констатираме дека најсовршено средство за комуникација меѓу луѓето е јазикот. И тој самиот по себе е систем од знаци. Како средство за комуникација со кое се пренесуваат информациите, системот на јазикот е хиерархиски подреден и си има своја структура. Што значи тоа? Тоа значи дека секој јазичен знак има место во системот кое е обусловено од односите меѓу знаците, а знаците во меѓусебна условеност сочинуваат систем од знаци или јазичен код. И сега, во продолжение на овој видео слайд, ќе можеме, она што претходно ви го кажав, да ја направиме поделбата на знаците, имено тие се делат на символи и сигнали, и треба да објасниме што се символи, а што се сигнали. Символите се знаци што се употребуваат со однапред поставена цел. Значи, оној што ги поставил имал некаква цел, да ни каже нешто. Пример, училишното звонче го символизира почетокот и крајот на часот. Црвеното светло на семафорите ги предупредува и возачите и пешаците дека преминот не е дозволен. Значи, тоа се символи. Овие примери се примери за символи, значи се поставени со однапред поставена цел да ни кажат нешто. За разлика од символите, сигналите се еднострани и неповратни, значи не се поставени со однапред поставена цел, бидејќи ниту спрајќачот ги користи со цел да бидат упатени некому, ниту пак примачот сам може да ги примери. Типичен пример за тоа се висока температура, тешко дишење, појава на црвенило на некои делови на телото, трага од човечка нога во снег или песок, исто така представува знак за тој што ја гледа таа трага и тоа е показател дека некој поминал на тоа место. Значи, тоа е разликата меѓу сигнали и символи. Едните, односно символите, се со однапред поставена цел, а другите, односно сигналите, не се поставени со однапред поставена цел. Функционирањето на системот на јазикот. Почитувани ученици, ова е последниот слайд од оваа видеопрезентација и тука треба да го објасниме функционирањето на системот на јазикот. Преку функционирањето на системот на јазикот, човекот има неограничени можности за комбинирање на знаците. Од ограничен број на знаци, тој може да создава безброј комбинации. Бидејќи рековме, јазикот е најсовршен систем од знаци, најсовршено средство за комуникација, треба да потенцираме дека јазикот е вродена способност на човекот. Вродена способност за да може да комуницира. Во однос на другите средства за комуницирање, што претходно ги спомнавме, јазикот се издвојува бидејќи може да биде креативен и има можност постојано да се менува и да се сообразува со стварноста, да овозможува создавање на нови знаци кои што му се потребни во процесот на комуницирање. Оваа способност на човекот се развива во пат на учење на правилата за комбинирање на знаците. Знаците соопштуваат идеи по пат на пораки кои што се потребни при процесот на комуницирање. Почитувани ученици, тоа беше видеопрезентацијата тесно поврзана со модуларната единица наука за јазикот, односно со лекцијата општење, комуницирање, видови комуникација. Јас ви благодарам на вниманието.